Здраво, драги гледачи! Недела нешто по 18 часот, време резервирано за листа за 300 квиз на знаење и надмудрување, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Сите сме подготвени во нашето студио, па да не должам повеќе, да ги повикам денешните надпреварувачи да влезат во нивните надпреварувачки кабини и да започне. А прво ќе ги повикам како и секогаш домакините за денешното издание, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. Тоа се Мартин и Александар. Повелете! Здраво, Мартин. Здраво, Александар. Пак ви ако не ми сметате, како сте вие расположени се? Супер, супер. Минатиот пат ги наместивме нашите противници, не одговаравме ништо, се до моментот додека не застанавме тука на главната сцена, за потоа да си заминеме со парична награда од 100 евра. Дали ви е малце криво дека можевте поише пари да земете? Реално на мене не, заради тоа што ја не пратам многу тенис и тоа е добро. Добро беше, кажи. Имаме учинок и во двете емисии, финансиски сакам да кажам, можеби не ја земавме нели она максимална парична награда, но сепак што се ги доаѓањето се исплати. Да, така, скромно, така. За еден и за патни трошоци. За денеска подготвени? Да. Да не сакате да додадете нешто? Не. Тоа е тоа. Се што имаме да кажеме, ќе кажеме во кабината. Точно. Епа домакини, ваша домакинската кабина, повелете. А секако тука во нашето студио се и денешните предизвикувачки противничките на Мартин и Александар, дамите кои што ќе пробаат да ги симнат од домакинската кабина. Да ги поздравиме Блага и Оливера. Повелете. Здраво, Блага, како си? Здраво. Оливера, здраво. Благодарна. Расположени за денеска? Секогаш. Мене така ми делувате, да, насмејани, расположени за игра. Секако. Накратко, ајде, што се случува кај вас? Има ли нешто ново од кога не сме се видели од минатата сезона, така? Од минатата сезона ништо, се е така, си тече добро. Помлади за 5-6 месеци сме. Така, јас исто. Дај, многу ми е мило. Ки поздравуваме гледачите на ТВ Сител. И сите добри луѓе, Фала. и добронамерници, им пожелуваме пријатна забава да имаат. Ке има дефинитивно, не може со вие кога сте тука во студиото, секогаш ќе интересно и така и ќе биде. Ме интересира минатата сезона. Успеавме да земеме некоја парична награда? Нажалост не. Нажалост не. Ке имаме шанса. Неко се избрза. Да, ке победе. Ништо не е важно, денес Помина имаме тоа. шанса за така за поправен. Еве, искуството е веќе на наша страна, не ни е прв пат. Да. Па да се надеваме на позитивен резултат. Еве ги противниците, подготвени сте за нив. Подготвени. Почнувате како предизвикувачки, да видиме до каде ќе стигнете, многу ме интересира. Повелете во предизвикувачката кабина. Благодариме. Мартин и Александар, односно Блага и Оливера се во нивните надпреварувачки кабини. Сега ајде сите заедно, драги гледачи, да ги провериме дали работат како што треба, за да си немаме никакви проблеми понатаму во денешното издание. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините, а Блага и Оливера, дали се слушаме? Да, се слушаме. Да, немам доволно гласно, така немаме никакви пречки. Во продолжение, ако има некаков проблем да кажете, ако нешто не е јасно, обавезно да ме прашате. Договорен? Со среќа во продолжение ќе исклучиме сега и вашата кабина да видиме на домакините Мартин и Александар, дали се слушаме? Да. Одлично. Не би прашувал повеќе ништо, све си знаете, само ми треба дали може да стартуваме. Да, може. Може, одлично. Драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини, што значи може да продолжиме со денешното издание на листа за 300, а продолжуваме со првото надавање, односно првата лицитација, која воедно и ќе го отвори денешниот резултат. А темата за истата гласи: зборови кои почнуваат со буквата П како прилеп. Бараме зборови од точно 5 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат со буквата П како прилеп, без обзир дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Секој збор може да го кажете само во еднина, само во еден род и без членување. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании, народи и така натаму. Исто така не се признаваат и пежоративни зборови.
Мартин и Александар, дали не е јасна темата? Мало прашање, колку букви треба да имат На зборовите? точно 5 букви. Точно 5. Да, за оние кои што не им е јасно за пежоративни зборови, станува збор за оние, ќе ги наречам малце вулгарни зборови. Што се во оваа ситуација, Благи Оливера, дали не е јасна темата? Јасно. Со тоа што не може пежоративни зборови, буквално пола зборови ви се скратени. Ова буква, ама во ред. Тоа е што е. Знаете, драги гледачи, дека при првата лицитација први започнуваат со надавање тековните предизвикувачи, односно предизвикувачки. Ке ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Благи Оливера, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 3. Започнуваме со 3. 5. 5. 7. 7. 8. 8, можам да ви кажам дека имам многу зборчиња, повеќе од 200 имам тука ја извадено само. 9. Имат извадено за мене. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13 и вас да ви го 14. кажам, тоа има повеќе од 200 зборчиња, барем тука запишани. Да, Јасно. да знаете чисто. А колку кажа? 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. Едно повеќе 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 27. 21. 22. 22. Ај нека одговараат. Да одговараат. Ајде, Мартин и Александар, може би минатото издание на листа за 300. Поминавме така, ма денеска дамите решија малце да ве помачат, односно да ве подзапотат. Имаме 22 празни полиња тука, кои што треба да ги испишеме со точни зборчиња од точно 5 букви кои почнуваат на буквата П како прилеп. Тоа е, како што реков, може да бидат именки, глаголи, придавки, прилози, предлози и така натаму, но мора да бидат кажани само во еднина, само во еден род и без членување. Јасно, на пример, ден од неделата се рачуна? Да, денове не. Ајде петок. Ајде, петок. Така е. Пепел. 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 Јас не кажу, добро. Ти само кажи. Така е. Пушка. Пушка. Така е. Палто. Палто. Така е. Петка. Петка. Треба да има. Чекај, еднина, нази? Така е, точен. Срчун. Пепел. Попис. Попис. Така е. Печка. Печка. Така е. Писмо. Опазен си. После печка, писмо. Клико. Така е, писмо, точен одговор. Плико. Кажи ми го. Така е. Пајак. Пајак. Пајак, точен одговор. Песок. Песок. И песок е точен одговор. 11 на пола сме. Да, само мисли се. Печат. Печат. Така беше. Така е. Писка. Писка. Така е. Само да размислям, чекай, мисля. Патос рачунам? Да, не знам дали се... Ајде ќе пробаме патос. Патос.
треба да биде Патос. Против. да. Така е. Пасош. Пасош. Така е. Ще 7 ни требаат. Да. Чече, не сме. Појас. Појас. Така е. Пудро. 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 Пудро, да. Пудро. Пудра. Да. Што му доваѓа? Збор. Пудра. Пудро. Пудро. Или пудра требаше. Абе, исто е, пудро. А друго мисли. Знам дека, ја точно знам за што мислите и точно што зборите, но за жал во листа за 300 треба зборовите да ги кажуваме онака како што се пишани во македонскиот дигитален речник од каде што и ги проверуваме. Можда во шти пудро е еднакво на пудра, но кога ќе го изговориме пудро го нема во македонскиот дигитален речник, а пудра го има. Но за жал поради правилата на квизот, иако ние многу добро и јас и во режија знаеме за што станувате збор, поради правилата на квизот не може да се признае се со цел да немаме после проблеми со останатите надпреварувачи, дека ќе почнат да ги изговара другачи збор, па мислев така е, на ова мислев и ќе влеземе во еден бубањ од кој што не мисле гување. Мартин и Александар, многу ми е криво што на ваков начин треба да ви одземам поен. Сметам дека не е баш многу фер, ама што да правиме, такви се правилата. Ке имаме и втората лицитација, да се знам дека слушав дека ги имате одговорите, малте не скоро би до крај, но многу ми е жал. Тоа што не очајуваме ниту ја, ниту вие, се спремаме за втората лицитација и тоа е што е. Благо Оливера, честитки за првиот освоен поен. Внимавајте и вие во продолжение како ќе ги изговарате и кажувате одредени зборчиња и теј поими, затоа што онам од каде што ги влечеме информациите, тоа е македонскиот дигитален речник, треба така да бидат кажани и пишани. Секоја друга варијација може да нема и да дојде до проблем. Секако. Честитки, но не се опуштате ни вие премногу, имаме уште една лицитација на која што треба да се истестираме. А зборови кои почнуваат на буквата П, ги имаме тука падеж, пазар, потоа палец, палка, палмо, памет, памук, панда, папок, пекар, пекол, пенал, песна, полен, пошта, принц, пруга, пумпа, пункт, пупка и така натаму. А сега, драги гледачи, време е за второто надавање, односно втората лицитација, а темата за истата гласи. Поп и рок пејачи од некогашна Југославија. Бараме најмалку презимиња на поп или рок пејачи од некогашната Југославија, без обзир дали се уште активни или не и без обзир дали пееле соло или во некоја група. Македонски пејачи не се признаваат, освен ако не пееле во некоја екс-југ група. Мартин и Александар, дали не е јасна темата? Одлично. Благи Оливера, дали не е јасна темата? Да. Супер. Драги гледачи, знаете дека при второто надавање први започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација се наоѓаат Мартин и Александар. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на дамите, а Мартин и Александар, кога ќе имате понуда, споделете Ајде со. со 5. Започнуваме со 5. 7. 7. 10. 10. 11. Едно повеќе 11. 15. 15. 17. 17. 20. 20. Тоа што сакам да ви објасним на едните и на другите. Бараме, заборави, поп и рок пејачи, значи не ги бараме, како да кажеме, не турбо фолк песни и така, додека баш поп и рок пејачи знаеме сите забавна музика што е да не. Колку рековте? 20. 21.
21. Жени може, нели? Не, само пејачи, мажи. Тоа, поп и рок пејачи, нема жени и тоа што сакам да ти кажам, бидете внимателни, не ги бараме оние турбо фолкери или таква работа, да знаеме да не утнеме Колку нешто. 21. 22. 22. Нека одговараат. Да одговараат. Мартин и Александар. Со ваш камен поглед као минатата емисија, вие сега така ви прават блага и Оливера на вас. Ајде да видиме минатиот пат, буквално, како да кажам, изговорот не беше знаењето, она што не... Да. Провалијани. Значи до 91 година. Па така му доаѓа. Не, и се уште кои може да пеат, да, ама од бивша Југославија почнале кариерата, да. Па ајде, Здравко Чолич. Ајде одиме со Здравко Чолич. Здравко Чолич, прв точен одговор. Оливер Драгоевич. Оливер Драгоевич. Оливер Драгоевич, втор точен одговор. Аки Ракиловски. Аки Ракимовски. Рокерите ги знам. Чекай само. Тони Цетински пише. Ама тај дали почнал. Како се викаше групата кај што пееше? Парни Ваљак. Парни Ваљак, така е. Точен одговор. Чекай, стој. Тони... Хрватско точно. Да, ама дали почнал... Абе, не е битно дека почнал. Не, пазете, да, од бивша овакво. Југославија барем тогаш кариерата да му почела. До 91 макс, така ли? Не, би може и ден денес да му трае. Не, зборам до 91 да му почне кариерата. Да, малтене. А не, чекай, што правиме гледа? Или не е битно, бе. Не е битна. Па таде тоа викам актуелни воопшто не, значи од тие простори било како. Значи, кариерата да ја започне во Југославија. Можете, продолжете, слободно. Значи, тоа е тоа, да. Да. Не е битно од дексију простори да се. Добро се разбра. Желко Јосимович. Не народна. Не народна, рок и поп, така ли? Да. Желко е... Ајде. Ајде, Желко Јосимович. Желко Јоксимович. Така е. Желко Бебек. Желко Бебек. Италија. Знаеш кој? Сергеј Четковиќ. Така е, Желко Бебек е точен одговор. Сергеј Четковиќ, кажи. Желко. Хариджановиќ е народно. Народно. Ја Сергеј Четковиќ. Бора Чорба. Бора, кажи. Бора Џорџевиќ. Бора Чорба, ајде. Или... Бора. Како ме презимете, знаете ли? Џорџевиќ. Така е, Бора Ѓорѓевиќ. Познат како Бора Чорба. Не бе, балади пе. Не, чек, не го чуам. Како нема да рачуна, старе. Овој бурен живот се го тераше и, нели, за жал почина пред неколку месеци. Да. Бора Ѓорѓевиќ, познат како Бора Чорба, точен одговор. Не, таа стар, мислам. Али има песна од шоу. Ама една. Негова песна сакаш. Ај мисли некој друг. Четковиќ, кажи. Ама чекај, од твое време ли? Ќе ми биеш, брат. Кажи Сергеј Четковиќ. Сигурно? Да. Ама да е во Југославија почнат, значи пред... Не е битно, ексију простори да е. Чекај сега, ја малку не ја сваќам темата. Од македонци може ли? Не може македонци, Не, брат. само- Да, дека до само- сега само сме имале сред. доста македонски Само пејачи сред. сме играле, да. Сега ги бараме пејачите од ексију просторите, поточно може би требаше да сгласи горе поп и рок пејачи од Србија, Хрватска, Црна Гора, Словенија и Босна и Херцеговина. Добро, Македонија ден. Без разлика кога се родине или не. Да. Може и уште да пеат, може да не пеат. И така. Да. Хари Матахари? Да. Хари Матахари. Хари, Ја не го знам тој. Абе, ја го знам. Ама пред Чексију. Абе, Ефсу, пе, забавно.
Тега грешка. Карано така рецабо. Народно. Не е народно. Вака, значи бидете внимателни. Ни требаат имињата на пејачи. Знам дека некои звучат еве од рече викаат жолт картон ви даваат сега за група Хари Мата Хари. Дали знаете како се вика пејачот? Хари, Нема да ви го земат за злома наредниот пат кога ќе мораме веќе. Дино Мерлин да кажам. Това е Дино Мерлин. Дино Мерлин. Така е. Сергей, кој ти кажа? Четковиќ. Дино Мерлин настапува исто пот. Тоа име све Ај Сергей Цветковиќ. Сергей Цветковиќ. Да пробам. Така е. Само Бајага да му текнем името кој беше. На кого? На Бајага или он со тоа име се настапува примерно. Не, ни се треба. рачуна. Има, да, друго му е името. И презимето. Ај ќе го кажеме. Мишо Ковач, ај. Мишо Ковач. Епа. Зошто не го кажете Мишо Ковач? Така е, точен одговор. Тони Цетински. Тони Цетински. Ја мислам дека најпознат стана, иако беше познат, нели, ама најпознат на овие простори кај нас стана со песната на Тоше Проевски дам. Заедно, кај што. Точно. Ја искрено претходно не знаев кој е Тони Цетински. Се до таа песна, познат во Хрватска, ама ја појма немам. Ајде срвите мислам некој. Забран Желко. Желко Самарџич. Бојан Маровиќ. Желко Самарџич. Бојан Маровиќ. Тај му другар на Тоше. Бојан Маровиќ. Бојан... Чекай, Бојан Маровиќ, кој беше друг? Чекай, Боган Рајовиќ. Да, не бе, таа е народно. Не бе народно. Пегус. Да. Желко Самарџич 11 точен одговор. Бојан Маровиќ. Бојан Маровиќ. Боган Рајовиќ. Како мислиш дека е злава? Така е. Значи нема, сега пак темата ми е малку збркана. Значи Поп и рок пејачи. како? Поп и рок пејачи. Да, ама нема врска годините. Нема, Значи нема. да се од тие држави. Нема, збори. Бобан Рајовиќ. Кој? Бобан Рајовиќ. Бобан Рајовиќ. Не е народниот, само презимето не му го збраш. Маровиќ точен. Бобан Рајовиќ точен одговор. Мора да го има, да. Сега вака. Поп и рок. Ѓорѓе Давид. Ѓорѓе Давид. Така е, точен одговор. Уште 8, ама и времето почва да ни се Да, намалува, да, Мартин и мислам, Александар. Милан Станковиќ. Како Милан Станковиќ. Милан Станковиќ. Така е. Уште 7. Саша Ковачевиќ. Саша Ковачевиќ. Така е. Забавна музика, така ли? Забавна. Саша Матиќ. Саша Матиќ. Песион, да. Братно, Немање... Братно. Дејан Матиќ. Да. Дејан Матиќ, ја. Зашто бе Мартин и Александар со Саша Матиќ се решиме? Значи познате како народњак фолкер во тие простори и они брат му можеби некоја рок песна, мислам, забавни имаат испеано, ама важат како народни пејачи. На добар пат бевте. На многу добар пат. Ичне сега посебно по оној првиот поен што ви го знема фичне сега во војд на пенали се надева барем така дека ќе ја решиме работата, па кој да победи да изгуби не е важно. Саше На 5-6. Капор, Саше Немање Ама има ги, Стефановиќ.
Саша Пејата Ги имавте на добар пат, бевте ве слушав и супер. Ке ја истеравме работата, но тоа е што е. Може би веќе заморот си го направи своето, веќе трети пат доаѓате тука во листа за 300. И знаете, концентрацијата попушта со текот на времето лека полека. Мартин Александар, покажавте дека сте одлични надпреварувачи, кога станува збор да ги прелажете вашите противници, но и кога станува збор за одговарање нели на зададените теми. И паричната награда го кажува истото, ќе си заминете тука, можеби со не многу голема, ама сепак парична награда во двете емисии. По 100 евро успеавте да ми однесете, што мене ме прави друга страна среќен. А остава простори да ме натерат да се пријавите повторно во листа за 300, да ме фатинатот и да ми земете 2-3 пати по 300 евра. Така ли е? Супер надпреварувачи, ке ми фалите во студиото тука на листа за 300 во телевизија Сител, но искрени се надевам дека повторно ќе се дружиме и видиме. Но до тогаш, Мартин и Александар, со тешко срце, чао! Чао. Благе и Оливера, одлично одиграно. Тактика. Ја чувавте енергијата, да, за сега од главниот дел, тоа што минатиот пат ви промакна, ви избега, а тоа е соочувањето со темата од нашата листа и можноста да освоите парична награда. Пред да ве повикам тука да прочитам уште некои од оние попи рок пејачи од оние XU простори. Тука ги имаме Ален Исламович, потоа Арсен Дедич, Антонија Пушич, исто така познат како Рамбо Амадеус, за оние кои што не знаат. Борис Новкович, потоа Владо Каленберг, Горан Брегович, Горан Каран, Дадо Топич, потоа Дејан Цукич, Драган Стојнич, Дино Мерлин, Дражен Жерич, Даниел Попович, Душко Логин, само момент еве чекај да најдеме. Златко Пејаковиќ, Звонко Гукич, Ѓуле, Јура Стублич, Кемал Монтено, Кичо Слабинац, потоа Момчило Бајагич, Милан Младеновиќ, Мишо Ковач кажавме. Добро, ги има многу луѓе. Петар Грашо е тука исто така, Хари Варешаној, Џони Штулит, Џибони познат како Златан, Стипишич и така натаму. Има доста многу пејачи од овие простори. А сега, драги гледачи, како што и неколку пати најавив до сега, време е да ги соочиме Благе и Оливера со темата од нашата листа и да дознаеме што ќе направат во продолжение. Зато, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Благе и Оливера ми се придружија тука на главната сцена и за многу кратко ќе ги соочиме со темата од нашата листа со шанса нели да се освоите парична награда. Но пред да ви ја кажам темата на брзинка, да протрчаме низ нашата листа, да се потсетиме таму како стојат работите. Таа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги спишеме со точни одговори за да освоиме максималната парична награда. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 950, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заменувате од нашето студио со парична награда од 300 евра. А сега, Благе Оливера, дали сте подготвени за она што следува? Да чуеме. Подготвени сме да чуеме. Мора да сте. Да. Слушајте, добри вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема дела на Кочо Рацин и Славко Јаневски. Бараме наслови на дела на поетот Кочо Рацин и писателот Славко Јаневски. Освен наслови на романи, драми и прозни дела, признавам и наслови на поеми, сказни, раскази и слично. Знаеме дека нели си Кочо Рацин им објавено под една стихозбирка, Да. но може да ги кажувате и делата кои што се внатре напишани, односно заставени стихозбирката, да, точно така. Значи може Викам Бели ја да не Мугри, кажам. може Да, Бели Мугри, може и и посебно песни. да. Значи Славко Јаневски Да, и Кочо Рацин. Славко Јаневски и Кочо Рацин. Кога ќе бидете подготвени, слободно. Може. Бели Мугри. Бели Мугри, станува збор за стихозбирката од Кочо Рацин. И првточено Ленка. Ленка. Тутуно. Само момент. Да ги испишеме така Ленка точен одговор. Тутуно берачите. Тутуно берачите. Така е, Тутуно берачите. За 50 евра, честитки женски. Што правиме сега за понатаму? Одиме. Одиме, договорено. Татунчо. Татунчо. Така е. Во каменоломот. Во каменоломот.
За суровиот газда. Така, од Кочураци. Да. И точен одговор. Наструга дуќан да имам. Наструга дуќан да имам. Станува збор за уште една песна од Кочураци, од збирката, стихот збирката Бели мукри и 100 евра се ваши сега за сега. Сега за сега. Па мислам и за понатаму. Одиме понатаму. Одиме понатаму, супер. Што ќе биде следно? Две Марии, Славко Јаневски. Две Марии од Славко Јаневски. Така е, точен одговор. И бол и без. И бол и без. Така е. Чекай, како се беше тој првиот роман? Улица. Улица. Од Славко Јаневски улица, уште еден точен одговор, 9 поред за 150 евра. Бравос! Ви се допаѓа на каков пат сме, што правиме, ќе одиме понатаму? Може нешто од Кочураци. Размислете, значи можете и сега муаве да се направите, проверете до каде што, па можам да ви кажам одно од Кочураци, едно од најпознатите, не ви е кажана тука, покрај нели тутуноберачите, Ленка. Ми текна првиот роман, како се викаше, од Славко Јаневски. Чекај. Знаете, затоа ме некам да ве затоа не сакам да ве оставам така. Знам. Ова како ќе застанеш и сега... Да, добро. Дај нека ти текне нешто од Кочураци, нешто како беше. На, аргатски маки големи. Не беше. Ленка е, да. Да, Ленка. Уште не. Тоа од Ленка. Денови. Аха. Ви се денови. Ајде мислете за понатаму, да го пишуваме, да, имаме еден. Чекај. Ајде уште два барем, Чекај. за да стигнеме до 200 евра. Денови. Има една многу убава сладка приказна од Славко Јаневски. Како ли се викаше сам? Оу, шекерна приказна. Мора асоцијации да воведем, очигледно ме бива многу. Приказна, уште едно. Еве, не ми текна како се беше првиот роман на Славко Јаневски, имаше борба со Стале Попов, зашто е првиот, тој е прв роман. Не би се вратила на него. Да ми текне нешто од Кочураци. Чекај, ве ги вртам из глава сега. Значи, денови и седенови и... Шекерна. Уф, леле, не можам да се сетам. А го гледа филмот за Кочураци. Црвениот поет. Не, Везилка, не. Славко Јаневски би тикнал за едно село, што се наоѓа многу далек. Одиме, не. Одиме. Село за 7 јасени. Така, село за 7 јасени. Славко Јаневски, првиот македонски роман воедно и точен одговор, така е. Требаше само човек да ве подбутне малце тука. Ја тоа што викам, не можеш да играш асоцијации да му асоцираш на човек кога не знае. Мора да знае, за да може да. Шекерна приказна. Така уште едно дело на Славко Јаневски и 11 точен одговор. И денови за 200 евра. Абе, ја уште би ве држал дека има... Не, се наш ден, ама чекај уште 3... Овие се делат некако. Денови така, 200 евра и 300 се делат само со по плюс 100, по плюс 50 евра. Ма не зборуваме за делба тука, не станува збор. Не, се зезам, така. Ви се погоди темата мене, ама сега... Има, можам да ти кажам вака. Не ми текнува дека посебно ми е Кочураци наумилен и Славко Јаневски го имам обработувано во друг дел, така што не можам да се сетам сега, не... Да, малце... Не, добро.
Чекај малце. Кој ќе ти ги спомнам од да, слободно. Малку само да ја вратам меморијата. Имаме, така. Има една книга голема, не знам кој сликар беше, имаше илустрации во неа и сите песни беа и баш онака Да. многу асоцијативна. Пробаеме да вратиш во глава сега. сега, Ја враќам меморијата затоа. Не раскази нешто. Затвори очекот ево. Ја одма ќе можам да ги асоцирам и овие, ама Не се да важат, не ми се не се љутат. важат Не, писма, не се важат сакате. писмата за неговата љубов. Тука Да, е викам, имаше, дали тука тие имаше. расказите се важат? Не, чекај, Не ли застани. рече они раскази исто? Чекај, застани, чекај. После кој ќе ги каже, ќе ми биде многу крива, ама не ми се блокира сега, не можам. Татничето, дедовачето, Ленка, Еве ќе ти помагам бака, ама после ќе мора уште две сама. Има една аргатска песна од Кочо Рацин. Тек тоа што ти фали тука. Не се со лопати, со нешто друго. Пусти арка. Копачите. Еме уште две треба, чекај. Уште две треба. Треба сега не може, па доста беше, мислам на вистина, не е фер. Ке може, ама ќе треба ја од мој джеб да ги дадам. Скратат камерманите. Ајде, мисли за Славко Јаневски Не, уште. мене повика на други ми оди На Кочо Рацин. Ај ти мисли на Рацин, ја ќе мислам на Не, Јаневски. имаше расказот за со девојкава сега, имаше и монодрама. Чекај, остави тоа. Татунчо го каже. Не знам, ајде да застане. Да, си ги земете, ја тоа сам да кажам за Зашто џабе. не можам да се сетам? Не можам. Имате уште една шанса, си обезбедивте учество во следното издание на нашиот квиз, па да чуваме енергија и за тогаш знаење. Така, Кажи ги. малце, сега ќе ти ги кажам, прво да ви честитам за освоените 200 евра, супер бевте вака. Кочо Рацин. Ајде, извини ми се, е така. Погреб или муглени листи од збирката ги имаме балада за непознатиот, денови, елегија за тебе, копачите, Ленка на струга, Дуќан Димам, печал, проштавање, селска мака, татунчо, тутун оберачите, утрото над нас, Славко Јаневски, две Марии, депонија, Евангелие, Пујтар Пео, Евангелие, Пујтар. да и бол и без навика ќе ти, кај на Велија, кловнови луѓе, континентот Кукулино, го имаше. Потоа Кучешко распетие, Марсовци и Глувци, Милионџинови, село за 7 јасени, сенката на Девете Карамба, керубинови Барамба, векови. скаменетиот Орфеј, улица, црни, жолти, шекерна приказна и така натаму. Ете Имам сега ти цел текна. комплет Кукулино, целиот. Абе, супер Ајде. бевте, одлично се дружиме во следното Супер се издание дружиме. на листа за 3. Чекај само да ги поздравам, извини Оливера. Со ова го завршуваме денешното издание, тука ќе ве поздравам. Сега го ќе ви посочам, ќе ви препорачам да останете со програмата на телевизија Сител во продолжение, да го чекате нашиот квиз, да останете во добро здравје и да не заборавите, ве сака Марки, ве сака телевизија Сител. Ајде одиме. Да се пресечам, молам.